На сите ми е јасно, на сите крај знаат дека тие возила се злоупотребуваат. За приватни лични цени и паркирани пред своите станови. И премногу возила има службени, тоа сум сигурен. Се користат и за една и за друга работа, меѓутоа тие возила се службени само за службени патувања. Па не ги познаваме кои се државните возила. Значи треба да имат некое одбележување, можеби па тогаш би знаеле кои се и така. Јас ја поддржувам таа идеја. Апсолутно. Се слагам затоа што многу се злоупотребуваат. Да, црвена боја, препознатлива. Апсолутно во социјализмот имаше таква пракса, односно тие таблички беа црвени. И знам дека тоа се укина, ама мислам дека помага. Да, поддржуваме. Водете. Ако не ги почитуваат правилата функционерите кои ги користат, и тие таблички нема да бидат корисни. Па сигурно полесно ќе ги препознаат, ќе знаат дека се тоа државни возила. Во функција на транспарентност, секој граѓанин ќе може да тоа го види, го идентификува. Мислам дека би полесно би ги препознавале. Возилото кое се користи, ако го најдеш на место каде што не му е, тогаш и тоа не му е место, не е употребено за работа. Потхитно да се направи таква институција за да може да се пријавуваат, а не да се злоупотребуваат. Треба. И бројот да биде јавен преку јавни гласила. Па треба негде да се пријават, а сега дали би тоа било институција или полиција или не знам, или пак некоја агенција сосема друга. Да, секако дека би било добро да има таква институција. Мислим дека треба да има институција, по моје треба, ама денес какво е време кај нас, мислам дека тоа нема да функционира. Секој орган кој има службено возило има и одговорност. Значи, некој од луѓето кои ги издаваат дозволите за службени возила треба да води сметка. Граѓаните не се тие што треба да пријавуваат. Што да пријавам? Дека некој го злоупотребил, ја треба да пријавам. Па секој ден имат, треба, кога ќе излезеш на улица, секој што ќе го видиш тамо кај што нема место да го пријавиш. Апсурдно. Да, јас сум од тие што пријавувам. Сигурно. Сигурно ги пријави. Апсолутно со задоволство не би се размислувал воопшто, бидејќи јас исто потекнувам од државните органи, така тоа го осудувам. Секогаш би пријавил. Би пријавил секако. Секако, би пријавил. Да се замени од раководното место. Да му се одземе да иде пешке. Помислам дека тој функционер не треба функционер, треба хитно да се санкционира и да напусти функцијата. Да отстапи од местото кое го држи до тој момент. Ако таков функционер го злоупотребува возилото, тој не е достоен да ја има и функцијата. Да му се одземе возилото или некако на неки начин има разни можности за да му се одземе. Не може, например, со својата возило, со службеното возило да користи приватно на државниот буџет, ипак тоа граѓаните плаќаат, ипак све ми е од нашиот джеп, од наш буџет иде се тоа.